Скопје има очекување од Брисел, но и Брисел има очекување од Скопје. Така почна новата 2025 за македонските евроинтеграции, кои засега тапкаат во место поради незавршените уставни измени. Шефот на дипломатијата денеска ги собра амбасадорите на земјите членки за да ги пренесе очекувањата на новата влада. Се надевам и очекувам дека во 2025 година ќе направиме крупни чекори кон натамошно усогласување со европските стандарди и конечен почеток на процесот на преговори, преку отварање на првите преговарачки области и поглавја. Дојде редот на представниците на Брисел да кажат што Северна Македонија покрај уставните измени треба да испорача. When we put all the efforts to delivering results, Кога вложуваме напори во испорачување резултати, докажуваме дека се е возможно. Се надевам дека оваа година нема да се однесува само на сечење ленти, туку и на напредок во процесот на пристапување. Имаме одлична платформа со која можеме да работиме. Реформската агенда е одличен документ, но исто така содржи важни елементи кои треба да се завршат во 2025. Го споменавте владењето на правото. Тоа е област од клучна важност. Реформата во правосудството, владењето на правото и борбата против корупцијата ќе ја овозможат на Северна Македонија да направи голем исчекор напред, затоа што ќе се врати до вербата. Тоа е нешто што е навистина неопходно. Муцунски пред амбасадорите на земјите членки на Европската унија, вклучувајќи го и бугарскиот, ја повтори тезата дека земјава направила тешки компромиси на европскиот пат и дека не може да се напредува преку, како што рече, билатерализација на процесот на проширување. Крајно време е да продолжиме по европскиот пат. Подготвени сме за диалог во добра волја и изнаоѓање на рационални решенија. Време е јунијата да донесе стратегиска одлука за тоа како понатаму ќе се постапува со нашиот пример. Како своевиден лакмус за кредибилитетот на европската приказна во регионот и пошироко. При тоа патот напред не води преку константна билатерализација на пристапниот процес и условување со прашања кои имаат малку заедничко со сршта на европската идеја и незините вредности. Состанокот во МНР доаѓа само еден ден по настапот на новата еврокомесарка за проширување Марта Кос во Брисел, во кој таа беше јасна што се очекува од Скопје. Се надеваме дека Македонија ќе исполни обврската за промена на уставот и тогаш, сигурна сум дека штом ќе почнеме да се движиме со Северна Македонија, исто така и со поддршка на Бугарија ќе можеме да продолжиме по тој пат. Годинава се означува неславен јубилеј за европските интеграции на Македонија. 20 години од добивањето на кандидатскиот статус, а се уште неотворени преговарачки поглавја. Последни во серијата услови се уставните измени. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.